Добро вечер. Вторник, вонредна политичка анализа на емисијата во Центар. Поминаа сите празници од 1 јануари до 18-19 јануари. Во недела 25 јануари почнува новата сезона или 2026 година, 2025-2026 година, втори дел на YouTube сезоната на емисијата во Центар. Имаме договорено одлично интервју, така што веќе влегуваме во некои нормални текови на наше функционирање. Вечер имаме една одлична анализа, претходно само пола збор за српскиот свет, за да можеме да се надоврзиме на вечерашната анализа. Многу е битно овие неколку 2-3 карактеристики што ќе кажеме за српскиот свет, за да ни искористите или ни послужат како одредена подлучка за вечерашната анализа. И мислам дека вечерава ќе отвориме некои суштински прашања, кои за жал во изминатите 5 или 6 дена не се отворија во македонската јавност. Српски свет не е територијално прашање или територијален концепт, иако има многу елементи на тоа. Српски свет, руски свет во некоја империјална мега идеја или крешендо разврска имат и територијални претензии. Меѓутоа суштината на српски свет како концепт е концепт без вредности. Кога вие всушност напредувате, добивате одредени позиции во кариерата, без да имате или без да запазите одредени вредности. Гледате крахот кој се случи во Србија. Нови Сад, 15 жртви и така натаму и така натаму. Тоа го разголе концептот, моделот на српскиот свет. Кога вие всушност напредувањето во хиерархијата не го правите на одредени базни елементи, базни темели, базни вредности, па врз база на тие вредности без разлика колку се трудите, нели, спротивно да докажете дека вредностите, квалитетот се основа за напредување во кариерата, суштината на српскиот свет е да не бидат почитувани тие вредности. Под број 2, тоа е блиска релација на државата, чита и власта, со српската или со македонската православна црква. И одредени реслови со одредени криминални структури. Гледате, во еден момент вие не треба да слушате што ви кажуваат, туку што прават. И таа смеса, таа мешавина на држава, на власт, чита и Министерство за внатрешни работи, подземје, надземје, односно криминални структури и парацрковни структури се суштината на српскиот свет, а богами и на македонскиот свет, а богами и на рускиот свет, тамо некаде 1000 километри северно или североисточно од нас. И под број 3, да ја користите историјата како одредено трико. Кога можете да ја кроете историјата, кога можете да ја разлекувате историјата како сакате, и врз база на такво кроење и такво разлекување на историјата, вие, ако сакате да влегувате во одредени конфликти внатре во општеството, за да може да се пресметувате со одредени предавници, непатриоти, луѓе кои не ја почитуваат историската величина на нацијата, на државата и така натаму, или да создавате конфликти со самите соседи. Во еден момент, тие конфликти може да се претворат и во територијални конфликти. Гледате што прави Русија во Украина или што правеше Србија во времето на Слободан Милошевиќ, но и не мора. Кога ги погледнете вака работите, тогаш вие сваќате дека српскиот свет или елементи да постои во Република Македонија не се направени во мандат на Александар Вучич, туку се направени многу порано во мандат на Никола Груевски. Така што финалето на некое страснување на македонскиот и српскиот свет ќе биде можното враќање на Никола Груевски. Се ми се чини дека 2026 година ќе биде година кога Христан Мицковски ќе мора да одлучи дали ќе реализира еден дел на сценариото, тој да биде, или неговата влада, да бидат основа, подложка, маша во раката за враќање на Никола Груевски. Имаше размислување тоа да биде Али Ахмети, имаше размислување тоа да биде некоја влада на Димитар Ковачевски и на Али Ахмети. На крајот се ми се чини дека тоа обврска која Мицковски има преземено 2026 година ќе биде точно годината која ќе треба да се одлучи Мицковски ќе ја реализира таа обврска кон Никола Груевски или нема да реализира. И гледате, минатата недела се одржува лидерска средба. И таа лидерска средба кај што се расправа дали да биде укината она пржинска техничка влада и некои други елементи, меѓутоа тоа на мала врата послужува за прва средба на христијан, официјална прва средба, кај што се разговара за суштински државни работи, државни прашања на Христијан Мицковски и на Али Ахмети. И погледнете што се случува како увертира на таа средба во клубот на пратеници на Република Македонија, што случува во некоја фон, во некоја позадина на целата таа средба во клубот на пратеници на Република Македонија. Еден ден
Пред таа средба има средба која веќе потврдена во Мала Речица помеѓу Али Ахмети и помеѓу Венко Филипче. И всушност таа средба која во медиумите е пуштена како полуинформација, како информација, па подоцна е потврдуваат и во Мала Речица, односно во Дуј, и во СДСМ, односно на Бихачка, ја пушта структури блиски на Дуј, односно структури блиски на Али Ахмети. И на тој начин Венко Филипче послужува како бумеранг, да не речам како одредена карамбол трансакција во билиарот, кога вие удирате едно топче, за да може да предизвикате одредена друга реакција со одредени две други топчиња. Двете клучни топчиња се Христијан Мицкоски и Али Ахмети. Изминатите 6 или 7 месеци, постојано ви повторувам, кога ќе кажете Никола Груевски, мислите на Али Ахмети, и кога ќе кажете Али Ахмети, мислите на Никола Груевски. Дури на средби со странски представници, па дури на средби со Христијан Мицкоски, Али Ахмети разговара најмногу за Никола Груевски и најмногу за Бранко Царенковски. Всушност раскажува или прави реминисценции на неговите комуникација или соработка со времето на СДСМ на Бранко Царенковски и на ВМРО-ДПМН со Никола Груевски. И сега одеднаш се создаваат не само предпоставки, туку гледате стануваат нужни условите ВМРО-ДПМН на Христијан Мицкоски да коалицира со Али Ахмети. Во оној момент кога ВМРО-ДПМН на Христијан Мицкоски ќе почне да коалицира со Али Ахмети, Али Ахмети е носачот на авиони кој треба да го реализира проектот на враќање Никола Груевски. И одеднаш во целата таа конструкција нема место за Зоран Заев. Нема место за СДСМ или има намалено место за Зоран Заев и СДСМ. Затоа аз ви велам и постојано повторувам дека 2026 година или неколку месеци, дали на почетокот или на крајот на 2026 година, ние точно ќе видиме дали Мицкоски ќе го реализира ветувањето за враќање на Никола Груевски, дали ќе чека избори во Унгарија, победа или пораз на Виктор Орбан, што ќе се случи во соседна Република Србија, или нема да го реализира тоа ветување. Знаете, ако некој прислушкува 20-24 луѓе, има информации за сите, сака да контролира, значи контролата е клучниот збор во владењето Никола Груевски. Дали одредена недоверба, дали одредено чувство на несигурност вас ве тера вие да контролирате се и се што, да слушате најблиски соработници, да знаете што зборат, што говорат, што планират или што прават вашите најблиски соработници и да го напуштите кормилото на ВМРО-ДПМН без да имате контрола или да договарате со Зоран Заев кој да биде ваш наследник и подоцна со истој тој Зоран Заев во различни временски периоди помалку успешно или повеќе успешно, помалку или повеќе да го контролирате тој наследник на Никола Груевски на чело на ВМРО-ДПМН. И сега доаѓаме во одредена точка, ако вие седните и анализирате одредена густина, интензитет на Facebook или настапи на Никола Груевски на социјалните мрежи, тој првенствено се пресметува со Зоран Заев. Знаете, можеби нема место како што посакува двајцата на одредена платформа носач на авиони влада на Република Македонија, а ако има поголемо место за Никола Груевски, ќе има многу помало место за Зоран Заев. И во такви услови Никола Груевски, гледате, после Христијан Мицкоски, во наводници во тој инфлуенсерски дел на политичката сцена во Република Македонија, единствено Никола Груевски може да му парира на Христијан Мицкоски. Значи, ако имаме одредено јавно гласање, конфронтација, двата играчи на политичката сцена во Република Македонија се Христијан Мицкоски поради лидерството во ВМРО-ДПМН и Никола Груевски. Се ми се чини дека Христијан Мицкоски ќе се обидува да ја пролонгира разврската колку може подалеку, знаете. Тој е газда, тој има некоја контрола на ситуација, иако последните кадровски решенија во кривичен суд во Скопје и на чело на јавното обвинителство во Република Македонија доаѓаат две личности од чинелот на Никола Груевски, значи луѓе од најголема доверба на Никола Груевски. Ако гледате каква е разврската за судија во судот во Страсбург, исто тамо гледате човек на Мицкоски и човек на Никола Груевски и одредени играчи Тонињо Менкињо кои спаѓаат од чинелот бидејќи не се луѓе од доверба или сгрешиле некаде во меѓувреме или на меѓусцена, така што тој ревалитет помеѓу Мицкоски и Груевски, кој всушност претендира кој да има превласт во делот на десницата во Република Македонија, можеби не може да издржи до 2029 година. Цело време ние проценуваме, јас тоа го проценувам, бидејќи такви се поставени односите и политичките разврски,
дека 2029 година ќе биде клучната година, кога во една година вие може да имате локални, парламентарни и председателски избори. И тогаш да биде направена тоа примо предавање на чело на власта или на чело на ВМРО ДПМН, луѓе на Груевски да го наследат Христијан Мицкоски, а Христијан Мицкоски да наследи Гордана Селенска. Знаете, 3,5 години од денес, тоа изгледа толку далеко. И знаете, толку вода ќе помине низ Вардар, толку брзо се случуваат процесите и во Република Македонија и околу Република Македонија, што вие тешко да предпоставите дека Мицковски со таков товар врз себе и на плеките може да издржи до 2029 година. Првиот чекор ќе биде ќе има или нема да има влада со Дуи и со Али Ахмети. Веројатно Али Ахмети сега помалку ќе ретерира, неговиот претходен став беше може да има влада, но после предвремени парламентарни избори, бидејќи пратеничката група во моментот е најголем товар, најголем баласт на Али Ахмети во структурите на Дуи, со тие кои му смета расчисти после парламентарните избори 2024 година, со вториот дел расчисти после локалните избори 2025 година и му останува балостот само на пратеничката група. Погледнете кои настапува на лидерската средба. Го нема Изет Меджити. Видите како неговата партија сега е сведена на одредена локална партија, исто како што партијата на Стефче Кимовски беше сведена на одредена комунална, локална или градоначалничка партија, исто како партијата на Максим Димитриевски, значи Максим Димитриевски исто така не беше присутен на лидерската средба, тамо делегацијата на знам ја предводеше генералниот секретар Горан Минчев, и партијата на Билал Касами е сведена на локална или градоначалничка партија во градот Тетово. Тоа покажува две работи или две тенденции. Изет Меджити не успева коалицијата Влен да ја претвори во политичка партија Влен и тој да биде лидер на таа политичка партија, што ќе рече дека трите партии или четирите партии кои се состават дел на таа коалиција Влен или Вреди сега функционират во еден моментум како слободни стрелци. И под број 2, ако Изет Меджити не успее да формира Влен како политичка партија, политички субјект кој ќе му се спротистави, тој го победи Дуи на локалните избори, но не успеа таа победа да ја претвори, да ја трансформира во силна политичка партија, коалицијата да биде трансформирана во политичка партија, тоа значи дека шансите Изет Меджити да се врати во структурите на Дуи се многу поголеми кога тој Влен и Вреди не ја трансформираше во политичка партија, отколку ако Влен или Вреди ја трансформираше во политичка партија. Така што сега имате една ситуација, Изет Меджити, Али Ахмети и Христијан Мицкоски. Ако досега предпоставувавме дека Дуи преку Изет Меджити сака да стане составен дел на владата на Република Македонија, затоа таму не се направени потребните подесување тоа да биде формирана како политичка партија, сега има исто така шанс Изет Меджити да се врати, бидејќи му е бришан чист просторот во структурите на Дуи. Тоа да се случи мора да има предвремени избори. Дали ќе има или ќе нема, зависи точно од проценката на Христијан Мицкоски. Колку му треба Али Ахмети и дали таа потреба од Али Ахмети значи неминовно враќање на Никола Груевски во Македонија. И гледате колку сме ние јавност, политичка, медиумска сцена, општествена сцена, која никако не може да ги дефинира клучните процеси, ке се фатиме за Гренланд, иако тоа е клучен процес на светската политичка сцена. Ке се фатиме, не знам што се случува во Иран. Меѓутоа одредени изјави кои ни поминуваат под радара, да речеме изјавата или дел на интервјуто на председателката на Молдова, односно на Молдовија, Маја Санду, дадена за еден британски подкаст, минатата, значи 1-2 дена после она вонредна политичка анализа која ќе умре последниот југославен. На тој британски подкаст на прашањето какво е незиното размислување околу можно спојување, сраснување на Молдова, односно Молдавија со Романија, таа вели дека ако има референдум во Молдавија, таа би гласала за спојување со Романија. Видите, тоа е суштинска порака. Не само што е суштинската, е толку стравична порака која е дадена, која е испратена, а кој ние во Македонија може и не сме ја ни слушнале, ако сме ја слушнале не сме ја запикасале, ако сме ја запикасале не поминала под радарот, обседнати самите со себе и со нашите проблеми или проблемчиња или со нашите успеси нешто да направиме, ни поминува таа изјава, никој не реагира. Јас бев 6 дена во Бугарија, во Пампорово, читав што пишуваат македонските медиуми, никој не искоментира. Како Маја Санду да живее тамо во Океанија,
во близината на Нов Зеланд, како да дава некоја изјава која врска нема со Република Македонија, и сега да се обидиме да објасниме што е суштината на таа изјава и каде е опасноста на таа изјава. Молдавците и романците се горе-доле некој, ако не се ист народ, се некој сличен народ. Или како велат, молдавците говорат на романски јазик на кирилица, романците говорат на романски јазик напишан на латиница. Правени се уставни измени, тие уставни измени биле уништувани или биле прекинувани или биле некој начин суспендирани од Уставен суд, па не биле суспендирани, па биле приведени. Така значи да не ја раскажувам историјата на Молдова, која трае некаде 33-34 години. 90-91 година после распадот на Советскиот сојуз се формира Молдавската држава. Има еден дел на Приднестровје каде што се стационирани руски или советски сили. Генералот Лебед таму имаше стационирано огромно количество на оружје и од тој дел Приднестровје, Терастипол, всушност беа правени најголемите шверцови на оружје. Кавказ, Блиски Исток, било каде во светот, значи руско-советско оружје кое е таму стационирано и подоцна се прави одредена трговија, одреден шверц. Молдавки кои служат за одредени јавни куќи, деца и така натаму, значи и трговија со бело робје правено преку територијата на Молдова. Значи, но да не ја раскажуваме историјата на Молдова. Молдавците и романците се многу блиски, значи граничат. Молдавија, односно Маја Санду, чија кариера е испреплетена со кариерата на Христан Мицкоски. Таа станува премиерка на Молдова во оној момент или неколку месеци пред Христан Мицкоски да стане лидер на ВМРО ДПМН. На првиот самит нова европска десна партија ИПП, каде што членува и партијата на Маја Санду и Христан Мицкоски, Маја Санду е големата звезда, тога само што е решен проблемот помеѓу Македонија и Грција, Христан Мицкоски присуствува тамо, всушност е занемарлива, минорна одредена политичка фигура. Во изминатите 2 години во Молдова беа спроведени 2 изборни циклуси, парламентарни избори и претседателски избори. На парламентарните избори беше потесно, на претседателски избори беше поубедлива победа. Бидејќи беа захефтани сите можни вентили за одредено гласање на проруски структури, молдовци кои работат, не знам, на територија на Руската Федерација, или работат во Белорусија, или се под контрола на одредени руски центри кои ги финансираат и така натаму и така натаму. Русите реагираа на такви изборни циклуси во Молдова, меѓутоа Молдова е запечати својата судбина и јасно декларираше или се дефинираше дека е за проеу и пронато одредени интеграции. Бидејќи во моментот кога бесне војната во Украина, тешко може да се претпостави дека некои поранешни советски републики од типот на Украина или од типот на Молдова би можеле да станат членки на НАТО, нивниот избор или нивното верување беше дека кога ги исполнат сите услови, ќе може да фатат воз или приклучок на возот кој го сочинуваат Албанија, Црна Гора, евентуално Украина, Молдова, односно Молдавија, и ќе видиме што ќе се случи тука со српскиот цвет. Република Србија, Република Босна и Херцеговина, Република Македонија и евентуално Република Косово. Ако Босна и Косово се во наводници нефункционални држави, проблематични држави, останува да видиме што ќе случи со Република Србија и со Република Македонија. Ако председателката на Молдова вели, ако има референдум во Молдавија, таа би гласала за спојување со Романија. Тоа значи дека сака да го репризира германското сценарио 1991 година, кога Источна Германија не го оди патот на Полска, на Чешка, на Унгарија, на СФР Југославија или делови на СФР Југославија, Словенија и така натаму, туку директно се спојува со Западна Германија и преку ног станува членка на Европската унија. Ако Молдова или Молдавија се спои со Романија и преку ног стане членка на Европската унија, под префиксот дека е многу мала држава и не може да се спротистави на руската пропаганда и руската агресија, тогаш под број 1 што ќе стане со Украина. Ако Украина го остави така наречениот руски дел на Руската Федерација, ќе се спојат Украина и Полска. И Украина на мала врата, како Источна Германија и Молдавија, би станала членка на Европската унија. И под број 2, што ќе прави тогаш Република Македонија? Ќе се спојува со српскиот свет и ќе остане надвор од Европската унија, или ќе се спојува со некоја држава која е веќе членка на Европската унија, или сака да стане членка на Европската унија? Албанија сака да стане членка на Европската унија, Бугарија членка на Европската унија.
Во време на Васил Тупурковски, Македонија преговара за конфедерација со Грција, односно со хеленската демократија, така што преседанот со Молдавија, можете ли да претпоставите какви турбуленции може да направи тука на Балканскиот полуостров? Не дај Боже, Молдавија да влезе во процес на спојување со Романија. Кој пат ќе офати Република Македонија? Затоа ќе ве молам да ги читате овие изјави. Ако некои од тие изјави не се анализирани, не се интерпретирани во овие вонредни политички анализи, бидејќи не можете све или не можам све да искоментирам и да изанализирам, да ми поставувате прашања, дали по одредени видеа на YouTube, дали на одредени прашања, било каде. Значи, јас постојано имам време да можам да ви одговорам на тие прашања, бидејќи тие се суштински прашања за еднината на Република Македонија. Гледате, вчера, односно денес добива финале целата таа постапка, Румен Радев, после 9 години, го напушта постот, како што се кажува, или како што се вели во Бугарија, или позицијата председател на Република Бугарија, Јотова, кој му беше вице-председателка или вице-президентка или подпредседателка, ја наследува функцијата на Румен Радев. Румен Радев ќе трча на следните парламентарни избори во Република Бугарија, со огромна шанса да победи на тие избори. Во неговиот мандат председател на Бугарија од 2016 до 2026 година, значи тука некаде 2017, тие имат избори да речеме 2016, па инаугурација 2017 година, значи нешто слично на американскиот модел. 9 години, нешто повеќе од 9 години на власт, на председателска власт во Република Бугарија беше Румен Радев, поранешен пилот на бугарското војно воздухопловство. Еден од играчите кои беа тврда структура, тврдо јадро за воведување вето, бугарско вето, за почнување на преговорите на Република Македонија со Европската Унија. И тој сега ќе стане премиер. Во такви услови, кога Румен Радев, а Јотова останува председателка, Румен Радев доаѓа на позицијата премиер, значи поминува времето на промените продолжуваат на господинот Петков. Кога ние можевме со одреден притисок на меѓународна заедница да протнеме било какво решение, и бугарите тоа да го голтнат, значи и испуштена таа шанса пред 2 или пред 3 години, и после млекото кое е завриено, кое истечено, вие не вреди да плачете. Сега Румен Радев ќе биде иден, како што сега стојат работите, иден премиер на бугарската влада. Имало Петков или имало одредени варианти кога Петков станал премиер, не е искористувал можноста Слави Трифунов. Имате 3-4 победи на Бојко Борисов, всушност Бојко Борисов е главниот камен на сопнување за да не може да биде функционална бугарската власт. Како велат во Бугарија, имав 1 или 2 дена престои во Софија, разговара со неколку политичари, бугарски политичари, и сите од прв до последен велат дека карактерот на Бојко Борисов е дека било кој од неговите соработници кои биле дел на влада со него, сега не сака да коалицират со него. Ги излажал еднаш, ги излажал 2 пати, ги излажал 3 пати, и веќе знаете кога ќе ви излажи 2 или 3 пати, вие не сакате повеќе да коалицирате со него. Го имате тамо Далјан Пеевски кој е начело на турската партија. Многу ми навела дека тој ги води бизнисите на Бојко Борисов. Другата крајност медиумска, финансиска бизнис е Иво Прокопиев, кој всушност па соработува со поранешната сопруга на Бојко Борисов, која беше позната банкарка, така што тоа е испреплетено некоја шпанска серија, но во основа е работа за парите. Сега Румен Радев треба да ја расчисти, да ја раскрачми целата таа пејаџина на бугарската политичка сцена, но да не ги третираме бугарите. Што ќе прави сега Христијан Мицковски? Гледате, нема план, проблем финансиски, проблем буџетски, нема идеја, нема концепт каде да се движи Република Македонија. Во такви услови, кога нема никаков концепт, што прави тој? Сака да стимулира, да манифестира ред во државата. Еве, тој ќе воспостави ред во државата. Нема да има пушење. Ќе има овие камери по семафорите со брекениците. 40-50 на саат да се вози. Ние се враќаме вчера од Бугарија, овде кај автокоманда на мостот лазат коли 40-50 на саат. Колони направени 10-15 километри, но на тој начин, гледате, покажуваат сила. Тие ќе казнуват, тие ќе санкционират, тие нема да дозволуваат пушење. Па кој го правеше? Па Никола Груевски го правеше тоа. Со тоа што Никола Груевски тоа го правеше ефективно, бидејќи преку Сашо Мјалков располагаше со реална моќ и власт да може да казнува и да спроведува одредени такви операции. Овој, како велат, не го примат во селото, тој сака да спие со ќерката
на попот во таа сила. Но во услови кога нема концепт, тоа единствено му останува на располагање да се обиди да глуми одреден ред кој ќе го воспостави во државата. Единствената позиција или политика во моментот на Христијан Мицкоски да греби и да моли за средба 5, 10, 15 минути, пола саат со Доналд Трамп и да го моли Доналд Трамп на таа средба да му се јави на Румен Радев. Тоа само му преостанува. Да му се јави на Румен Радев и Румен Радев да биде притиснат да има одложено спроведување на францускиот предлог. Бидејќи во спротивно, видите, во моментот ниту Румен Радев може да се спротистави на францускиот предлог, да прифати до одложено спроведување на францускиот предлог, бидејќи тој е предлог на Емануел Макрон, на германската дипломатија и на американската дипломатија. Значи, вие во моментот кога барате одложување, вие во наводници си играте дрн-дупка во наводници со ремек делото дипломатско на Емануел Макрон, кој сметал дека нашол одредено компромисно решение за решавање на македонско-бугарскиот спор или македонско-бугарскиот конфликт. Што ќе рече, од сите големи политики, од сите големи ветувања, на крајот Христијан Мицкоски ќе се сведе по секоја цена да моли за средба со Доналд Трамп, иако сите знаеме дека на таа средба ќе помини како Александар Вучич на крајот на првиот мандат на Доналд Трамп, да си ја проба среќата. Може би му паднала паричката на Василица или на Бадник, да си ја проба среќата, да го убеди, да го шармира Доналд Трамп, тој да му се јави на Румен Радев и да има одложено спроведување на францускиот предлог. Гледате, ево таква ситуација сега на пикана Република Македонија. Минатата година, ова година бев на некој зимување во Пампора во Бугарија и можем да направам одредена споредба на Бугарија минатата и Бугарија оваа година. Иако стандардите и лани не беа нешто премногу високи во Бугарија, ова година организацијата е барем 20-30% поделе. И чистењето на патеките, и чистењето на овие сообраќајни делници. Паѓа снег, минатата година тоа се чистеше, се средуваше, можеше нормално да се функционира, нормално се вози, нормално да се ски. Ова година тоа не беше случај. Го прашам Красимир Каракачанов, имавме некој кафе пиење во Софија, нешто договараме ќе име што тоа ќе биде реализирано или ќе излези да биде реализирано. И тој вели, знаете, 7 бугарски влади почнуваат по 3, по 4, по 5 месеци ја напуштаат власта. Па пак почнуваат, па ја напуштаат власта. Па едни избори, па втори избори, па трети избори, па четврти, еве сега ќе бидат 7 или 8 избори во последните неколку години. И тоа троши супстанцата на бугарската држава. Едноставно Бугарија може би не толку на политички или на финансиски план, туку на план на организација се чувствува губење на фокусот, се чувствува губење на супстанцата. Тоа не значи дека ние сме подобри. Напротив, ке нас се уште полоша ситуацијата. И имате Република Србија. Пред 2 дена излегува Александар Вучич и вели постигнете договор нафтената индустрија на Србија повеќе од 50% да биде продадена на унгарски мол. Повеќе од 400 бензински пумпи на територија на Србија, на територија на Република Српска, читај, Босна и Херцеговина, и на територија, тоа не сум го знал, на територија на Романија. Така пишува српските, односно белградските медиуми. Тие ќе ги купи унгарски мол. Можете ли да предпоставите колку силата на унгарски мол сега се зголемува? И тоа на некој начин ми е реприза на купувањето на ИНА од страна на унгарски мол, па станува таму одредени кармакаши, одредени ситуации, пат на владата, ниво Санадер, апсење, бегство, ниво Санадер, така натаму и така натаму. Иако беше случајот Подравка, случајот Хипе Алпе банката, во основа крунската причина е продажбата на ИНА, која во моментот на продажба е неколку пати посилен нафтен играч на нафтената сцена во споредба со унгарски мол. Што ќе рече транге-франге операција. Во тој момент ти да има одредени нафтени наоѓалишта во Руската Федерација во Сибир. И сега се случува продажба на нафтена индустрија Србија. Американците треба да дадат одредено зелено светло да биде реализирана таа нафтена продажба. Сума сумарум, гледате како потребата, како маката ги спојува и Виктор Орбан и Александар Вучич. До пред 5 или пред 6 години ниту едниот му веруваше на другиот, ниту пак другиот му веруваше на првиот. Напротив, Виктор Орбан постојано сметаше дека Александар Вучич е мекиот стомак, каде што Сорос може да заврши после конфликтот во Будимпешта на Виктор Орбан и структурите на Сорос. Не завршуваат во Србија, иако има одредени преговори, рудникот со литиум и така натаму, завршуваат во Албанија. Центарот на Сорос
на Балканскиот полуостров се наоѓа во Албанија. Еди Рама е многу повешт играч во тие геополитички игри и затварањето на тие геополитички игри во споредба со Александар Вучич. Но се вратиме на Република Македонија. Можете ли по завршување на ова вонредна анализа да се одговорите на неколку прашања? Што сакаме? Каде одиме? Каде планираме да одиме? Кои ќе бидат политичките разврски? Ако не ослободија од окупацијата на Дуи, сега повторно ли Дуи ќе не окупира? Ќе го враќат или нема да го враќат Никола Груевски? Ако не ослободија изминатите 12 месеци од окупацијата на лошото судство и лошото обвинителство, па кој е судијата кој го ослободил? Сашо Мјалков. Сега бега, претходно му е јавено, со ѓаволот е човекот од нафтениот бизнис, Неготино Кавадарци, направен е пакт за да биде крунски сведок, за да може да се расчистат одредени пајажини. Влегуваат во процес на расчистување, но некој дојавува дека ќе се случи такво расчистување. Кога вие тргнувате, застанувате, давате жмигавец десно, вртите лево и така натаму, всушност покажувате некапацитетност и неконзистентност за спроведење на одредени процеси. И тоа се случува во Република Македонија 33-34 години. Во оној момент кога Македонија е дефинирана како прашалник, не територијално, туку опционо, како правец на движење, тогаш имаме само една шанса на сила да не турнат некаде, а не самите тоа да го сакаме. Држава која не може да спроведи операција која сама ја сака, туку мора да биде во наводници натерана, принудена, турната во таква операција, тогаш е монета за подкусурување. Ова е нашата вечерашна анализа. Почнуваме недела 22 часот 25 јануари, нова 2026 година сезона на емисијата во Центар, до недела и до вторник. Пријатно вечер Македонија, каде да си.